Фразата годините се само бројка е употреблива и во бизнисот. Таков е примерот на 19-годишниот кумановец, кој од неодамна и млад предприемач. Фљамур Невзатовски ќе набавува апарати за коцкање за државната лотарија. Неговата компанија AP Solutions добила тендер вреден 204.825 евра. Во анализата на Радио Слободна Европа се вели дека од основањето во јануари 2018 година до пред 6 месеци, фирмата била заведена под името Друштво за проектирање, дизајн, градежништво, трговија и услуги. В Дестани архитект увоз извоз доел село Лојана Липково со регистрирана дејност во архитектурата. Променето и седиштето на компанијата од село Лојане Липково во Скопски аеродром. Во старата фирма собственик и управител бил Фатбар Дестани. На 19 април 2023 со промената на името и адресата на компанијата Фатбар Дестани доставил понуда до Фљамур Невзатовски за преземање на нејзиниот основачки влог. Истиот ден тој е прифатен и превземен од Фљамур Невзатовски. Веќе од 25 април Невзатовски станува единствен основач и управител на AP Solutions. Она што остава простор за сомнеш е моменталниот работен ангажман на 19-годишниот Невзатовски. Според информациите до кои дојде Радио Слободна Европа, а се потврдија и преку податоците на Facebook профилот на Невзатовски, тој е вработен во Ритрон Копи, компанијата која била единствената конкуренција на неговата AP Solutions во борбата за тендерот на државна лотарија вреден 204.825 евра. Ова е само последен во низата сомнежи за сериозен криминал во државната лотарија, која претходно склучи договор за закуп на објект во Скопско Визбегово за месечна кирија од фантастични 22.000 евра, и тоа за период од 10 години со фирма која низ годините се поврзува со семејството на вице-премиерот Артан Груби. Истражувањето на Радио Слободна Европа, објавено пред еден месец, покажа дека промоцијата и маркетингот на државната лотарија го работат компании чии сопственици се во блиски релации на сопствениците на издавачките куќи Арберија Дизајн и Арсламина.